Благодарност за Македонија во справувањето со мигрантската криза и безрезервна поддршка на Република Чешка во напорите на Македонија во евроатлантските интеграции, изрази денеска министерот за одбрана на Чешка Мартин Стропницки, кој се наоѓа во дводневна посета на Република Македонија. Стропницки денеска се сретна со својот македонски колега Зоран Јолевски, со кого разговараа околу подобрување на билатералната соработка помеѓу двете земји, како и планирање на нови сценарија во случај на евентуален нов мигрантски бран кој би ја погодил земјава до крајот на годината. Билатералните односи меѓу Република Македонија и Чешката република се одлични и истакнавме нашата определеност да продолжиме да нивно натамошно јакнење. Соработката во областа на одбраната исто така е одлична. Доказ за тоа се бројните средби меѓу нас како двајца колеги министри за одбрана. Исто така двете посета на началникот на генералштабот на Чешката армија и началникот на генералштабот на Македонската армија на Прага, односно Скопје. Соработката е одлична. Разговаравме исто така за актуелната безбедносна состојба во регионот и пошироко во Европа. Дел од точките за разговор беше мигрантската криза. Се договоривме да двете земји продолжат да соработуваат и разменуваат информации. Стропницки воедно се заблагодари на одличната соработка која ја има со Македонија и потенцираше дека Република Чешка е подготвена да ја пружи помош на Македонија во справување со нов мигрантски бран долж границите на државата. Македонија е близок партнер и важен партнер на Република Чешка. Јасно гледаме дека Македонија се наоѓа во прилично комплицирана ситуација во однос на мигрантската криза и дека во тој контекст одигрува многу важна улога. И би сакал да истакнам дека ние нема да ја оставиме Македонија сама во овој процес, доколку дојде до влошување на ситуацијата, што не може да се исклучи, можеби во иднина дека нешто ќе се случи. Ние сме подготвени да ја помогнеме на Република Македонија и во областа на набавките, меѓутоа ако има потреба и со човечки ресурси. Исто така би сакал да истакнам во однос на амбициите на Република Македонија за влез во Европската унија и во НАТО, дека ние секогаш сме го протежирали и обезбедувале пријателскиот пристап во овој процес и да се овозможи, значи, легитимност на аспирациите на Република Македонија за влез во овие две меѓународни организации. Јолевски рече дека Македонија е спремна да се соочи со нов наплив на мигранти во земјава, како и дека се подготвени неколку сценарија за справување со нова мигрантска криза, а впрочем и овие средби на министрите за одбрана од земјите од регионот и пошироко се во насока на изготвување на подобри стратегии за справување со нов бран бегалци долж балканската рута.